Добър ден, драги ученици! Целта на овој видеозапис е да се запознаеме со примената на законот за рефлексија, кој што е наменет за ученици од 8 одделение по предметот физика. За таа цел, најпрво што ќе направиме, за да научиме каде наоѓа примена законот за одбивање на светлината, повториме тоа нешто што е претходно изучено, тоест изучен е претходните лекции законот за одбивање на светлината. За таа цел потребно ви е тетрадка, молив, пенкало, агломер и лењер. Ако не ви е доволно време, ако имате потреба, слободно може да го паузирате видеото и да продолжите. Ќе ви поставам неколку прашања да ги повториме претходно изучениот материјал. Како прво прашање, напишете дефиниција за рефлексија. Значи, одговорот го пишувате во тетрадките, а прашањата не мора да го препишувате. Како одговор на ова прашање, појавата на одбивање на светлината се вика рефлексија. Следно прашање, напишете го законот за одбивање на светлината кај рамно огледало. Значи го пишувате законот за одбивање на светлината кај рамно огледало, кој што е изучен во минатата наставна единица. Она што требаше да го запишете е следното. Светлинскиот зрак кој паѓа на рамното огледало се одбива така што аголот на паѓање алфа е еднаков на аголот на одбивање бета. Падниот зрак, нормалот и одбениот зрак се наоѓаат во иста рамнина. И трето прашање, нацртајте цртеж кој ќе представува законот за одбивање на светлината кај рамно огледало. Значи со претходното прашање го запишавте законот, сега тој закон да го представите со помош на цртеж. Значи ова е таа рамно огледало на кој што доаѓа еден упаден зрак, кој што со нормалата формира упаден агол алфа. Упадниот зрак се одбива и се добива овој одбиен од рамното огледало, одбиен зрак, и тој одбивен зрак формира агол на одбивање со нормалата. Упадниот агол и аголот на одбивање се еднакви. Значи, за да ви биде точен цртежот, треба да се нацрта со агломер, така што аголот алфа и аголот бета да се еднакви. Еве еден експеримент кој што е направен за да се докаже законот за одбивање на светлината, на кој на овој експеримент се користат зраци од задно светло на велосипед. Ова е рамното огледало, доаѓа зракот до рамното огледало, се одбива и агломерот ни покажува дека упадниот агол со нормалата формира агол кој што е еднаков на аголот што го формира одбиениот зрак со нормалата. И сега нешто интерактивно. Значи, на овој линк има еден експеримент, како интерактивна задача, која што е преземена од професорот Оливер Зајков на Природно-математичкиот факултет, професор по физика. Ова е рамно огледало. Еве го упадниот зрак. Ова е зракот што се рефлектира и падниот зрак со нормалата и рефлектираниот зрак со нормалата формираат агли кои што се еднакви меѓу себе. Како доказ на сето ова, ни се овие зраци, кој што може да се одбери било кој зрак, а додека соодветни алатка за докажување на доказот ни се агломер и нормал. Еве, например, го бираме зракот 3. Сега земаме нормалата, поставуваме и го поставуваме агломерот. Агломерот ни покажува дека упадниот агол е 25 степени и одбиениот агол е 25 степени. Тоа се докажува. И сега нема со сите да провериме, вие сами ќе си ги проверите сите зраци, меѓутоа ќе го земеме само зракот 5. Интересно е за зракот 5 кој што паѓа нормално на рамното огледало, како што може да забележите, немаме во овој случај два зраци.
бидејќи зракот штом паѓа нормално на рамното огледало, повторно се враќа во првобитната положба. Сега одиме за, тоа беше за повторување за законот за одбивање на светлината, законот за рефлексија. Сега да видиме каде наоѓа примена тој закон. Ката диоптер, ова име можда не ви е познато, уште се вика и мачки на око, меѓутоа сите сте виделе и знаете каде се користи. Ката диоптер или мачки на око е вид рефлектор кој се користи во различни облици. Се состои од 3 огледала поставени нормално меѓу себе. Кога зракот ќе падне на ката диоптерот, се одбива од сите 3 огледала и согласно законот за рефлексија секојаш се враќа по истиот правец од кој што е дојде. Се користи кај автомобилите на страничните делови, тоа е еден ваков пример, потоа се користи кај велосипедите, а исто така на ступчињата кои што се поставени покрај патиштата, светлечките плочки не представуваат ката диоптер. Ката диоптер, наречен ретрорефлектор, е поставен на месечината со цел да се измери растојанието Земја-месечина со помош на јак лазерски зрак. Ние таков експеримент со претходната генерација направивме со учениците. Ова е тој ката диоптер. Значи имавме зедовне 3 еднакви парчиња огледала, залепени под прав агол, јак лазер и миризливи стапчиња. Миризливите стапчиња ни беа потребни заради чадот, кој што кога ќе се запалат, ослободуваат чад, а низ чадот можеме да го видиме лазерот. Значи лазерот го насочуваме кон огледалото, тоа е кон ката диоптерот и се враќа во истиот правец од кој што дошол. Друга примена на законот за одбивање на светлината е кај перископ, оптички инструмент представува, и перископот му овозможува на екипажот од подморницата да им наблюдуваат предметите кои што се наоѓаат над морското ниво. Како изгледа перископ? Една многу проста оптичка направа, оптички инструмент кој што се состои од цевки во ваков облик и внатре се поставени 2 еднакви огледала, свртени едно кон друго и битно што се поставени под агол од 45 степени. Че зракот доаѓа од тука, се одбива од првото огледало, продолжува кон второто огледало, повторно се одбива и на тој начин тој што наблюдува тука може да види што има горе на морското површина. Законот за одбивање на светлината наоѓа примена и кај Њутоновиот рефлекторски телескоп, кој користи едно или комбинација од повеќе закривени огледала кои што одбиваат светлината и создаваат слика. Сега да видиме нешто интересно за вас, ученици, тоа е илузија, оптичка илузија. Илузијата представува изобличување на светилата и открива како мозокот нормално организира и интерпретира светилната стимулација. Илузиите лажно ја представуваат уствари реалноста. Ова се 2 такви фотографии, кои не представуваат илузија, оптичка илузија и се сликани во, тоест направени во музеј на илузии во Словенија. Ова не е многу голема просторија, двата спротивни паралелни ѕидови се обложени со огледала, а додека другите ѕидови се обложени со еднакви тапети. На едната страна, иако има едно дете, изгледа дека има повеќе и се издолжува просторијата како да е долга, како тунел, иако не беше многу голема таа просторија. Следната фотографија имаме шестоаголна соба, направена од огледала и во нејзе има тројца, меѓутоа ако можеме да забележиме дека изгледа како да има многу, како да е во некое диско, каде што има многу повеќе луѓе. Калидоскопот е исто една интересна оптичка справа со форма на призма која има 3 или повеќе еднакви огледала, залепени меѓу себе и парчиња разнобојно стакло или може директно да се гледа во цевката и на тој начин се добиваат прекрасни многобројни симетрични фигури. Калидоскопот
е направен така што се земаат еднакви парчиња огледала. Ние со учениците направивме од минатата генерација триаголна призма, значи 3 еднакви парчиња огледала залепени во форма на триаголна призма, кои што има 2 отвори на краевите. Место парчиња разнобојно стакло искористивме оваа цевка во која што има некаков гел низ кој што се движат цветки. Цевката се поставува на едниот отвор на триаголната призма, а се гледа од другиот отвор. Тоа што се може да се види е оваа фотографија. Истото тоа е направено само со голем калидоскоп, повторно во Музеот на илузии, така што од едната страна има 2 лица, а од другата страна се гледа како да има многу повеќе. Законот за одбивање на светлината наоѓа примена кај театрите, тоа е Пеперов дух. Театрите на тој начин успеваат да симулираат појава на духови. Тоа се постигнува така што голема стаклена плоча е поставена под агол од 45 степени. Таа го рефлектира силно осветлениот предмет кој е надвор од сцената. На тој начин се создава илузија како се спојуваат осветлениот предмет и играта на глумците. Сликата за тоа како изгледа Пеперов дух во театар ја имате во учебникот по физика за 8 одделение на страна 69. Илузија со прст може да направите одма во моментот, така што прстот, показалецот, го поставувате на висина на вашето лице, на оддалеченост од прилика 30 на сантиметри. Сега гледате во далечина кон прстот. Тоа што може да го видите дека прстот се дуплира и е прозирен, а додека ако го затвориме едното око, прстот станува непрозирен. Нешто друго интересно им представува магично око, тоа се 3D илузиите. 3D илузии може да ја најдете како книга или може да побарате на интернет такви фотографии. Тоа е една од тие фотографии оваа. Вака навидом изгледа дека е фотографија на која што има цветови распоредени во одреден редослед. Меѓутоа ќе видиме што е интересното во тоа. Зашто е 3D илузија? Меѓутоа треба внимателно да ме следите што треба да направите за да добиете 3D илузија. Држете во центарот на печатената слика веднаш до вашиот нос. Треба да ви биде матна сликата. Фокусирајте се како да гледате сликата во далечина. Повторно треба сликата да ви биде матна. Полека оддалечувајте сликата на растојание како да читате. Меѓутоа, цело време додека оддалечувате сликата, треба да ви биде матна. Ако ви се изоштри сликата, се враќате од почеток, почнувате. И треба очите паралелно да ви гледаат во далечина. Ова можда нема да можете да успеете од прв пат, ќе треба да повторите постапката повеќе пати, не треба да се обезхрабрите, бидејќи тоа што ќе го добиете на крај како резултат е многу интересно. Значи, се повторува постапката повеќе пати, се додека не се добие параната слика. А што е тоа што од оваа слика што треба да се добие? Значи, се добива 3D срце. Се изоштрува како да излегува 3D срце направено од овие цветови. Уште еден предизвик ставив. Тоа е оваа фотографија која што изгледа дека има нешто зелена трева. Меѓутоа, ако се повтори истата постапка на оваа фотографија, треба да видите овај коњ и дрво. Значи, тоа е тоа што треба да го знаете за законот за одбивање на светлината и за тоа каде наоѓа примена законот за рефлексија. Ви благодарам на вниманието, драги ученици.